сегашноста на мојот, вашиот, нашиот град, нашето најсакано Скопје, е дека е најзагадена европска престолнина од сите главни градови во Европа. Дишеме воздух кој што најмалку 10 пати содржи повеќе штетни материи од тие што се предвидени како дозволиви за нашето здравје, за здравјето на нашите деца. Во лудоста наречена Скопје 2014, 50% од зеленилото во Малиот ринг беа исечени. Во фазонот миле ми текна да го разубавам овој дел од градот. Па, ја поместивме градежната линија на водно, затоа што некој таму нашол плацеви кои што биле џабалак. Ги одземаа белите дробови на Скопје, го уништија зеленилото, на згора на се му додадоа технолошки застарени автобуси, додека цел свет купува електрични и метан автобуси. Никола Груевски и Коце Трајановски нас не почастија со дизел автобуси, кои што трошат преку 44 литри дизел на 100 километри, а ние го дишеме. На Скопје му го одзема јавниот превоз. Не е јавен превоз да имате нов автобус. Јавен превоз е да се возите брзо, ефтино и ефикасно. По посебна лента за јавен превоз. Ама Коце е единствен градоначалник кој што гради булевари со две ленти. Не постои во светот булевар со две ленти. Третата е секогаш за јавниот превоз, за да можеме да стасаме што е можно побргу до определената дестинација. Нема повеќе малските паркчиња, скверовите низ центарот на градот, кои што ги уништија. Да не зборуваме за хигиената. Градот ни го претворија во градилиште, во кое што се задоволуваат нечии, еве ќе речам, луди идеи. Таму кај Варна својот ни точи, илично волно шири свој мир. Таму е Скопје, град кој убав приче, што ми расуде сни. Таму е Скопје, град кој убав приче, што ми расуде сни. Ја имам таа среќа да припаѓам на екипа на луѓе кои што имаат план. Е, тој план е нашата иднина. Е, тој план е планот што ќе го врати животот во Скопје. Скопје, онакво какво што го паметиме, урбана легенда, Скопје град на солидарноста, Скопје во кој што ќе живеат среќни и задоволни граѓани. И кога сме кај загадувањето, да не се лажеме, луѓе ќе се триеме и оваа зима. И оваа зима ќе ги дишеме отровите, кои што во аманет не ги оставаат Коце Трајановски и Никола Груевски. Но, јас ви ветувам, дека Скопје во мене ќе има градоначалник кој што нема да седи со скрстени раце и нема да го посмата троа, а вас да ве повикува да останете дома, да не излегувате затоа што е загаден воздухот. Проблемот со загадувањето ќе го решаваме од првиот ден. Во моментов немаме податоци или градот ги крие. Што е изворот на тоа загадување? Првата работа која што ќе ја направиме
е да испитаме од каде се доаѓа загадувањето, затоа што во моментов нагаѓаме градежништво, јавен сообраќај, внесен сообраќај, сообраќајот во Скопје. Но, додека трае истражувањето, ќе превземеме два вида на мерки. Првите краткорочни и вторите среднорочни. Со определен план. Ќе го забраниме вршењето на градежни работи во најзагадените денови. Затоа што градежништвото е еден од најголемите загадувачи. Ќе дадеме бесплатен јавен превоз, вистински бесплатен јавен превоз во деновите кога ќе започне сериозното загадување, затоа што секој од нас треба да се замисли, ако го запали своето возило, дека ги труе своите деца. Ќе обезбедиме што е можно побрзо ослободување на кеот на реката Вардар, за да може во такви денови оној кој што сака да користи велосипед, затоа што не можете од Карпош до аеродром да идете заради кеот со велосипед. Ќе започнеме брзо зазеленување на градот. Од првиот ден на мојот мандат. Веќе влегувам во среднорочните мерки. Примарен удар на загаденоста ќе биде гасификацијата на Скопје, која што ја започнуваме во 2018 година. Во 2018 година започнуваме со гасификација која што ќе ги опфати најпрво деловите од градот, кои што не се опфатени со централното грејење, затоа што заради сиромаштијата, која исто така ја наследуваме од Груевски и од Коце Трајановски, нашите луѓе, за да се загреат во своите печки, горат буквално се. Поведуваме една нова мерка. За секој изграден стан во Скопје ќе бидат засадени 3 до 5 дрва. Самите скопјани да го зазеленуваат Скопје. Ни за сериозни мерки кои што ќе придонесат, и тоа ви го ветувам, на крајот на мојот мандат во 2021 година Скопје да конкурира и да добие титулата Зелена престолнина на Европа. Затоа велам дека секогаш ќе градиме плански и посветено. Скопје има една од најлошите инфраструктури во Европа. Спомена веќе. Не е булевар со две ленти. По тие булевари немате канализација, немате водовод, немате електрична инсталација, немате телекомуникацијска инсталација, па ни се случува да се направи па да се копа до година пак. Тоа сите го имаме видено во нашите животи. Токму заради тоа ќе имаме сосема поинаков плански пристап. Пристап кој што ќе овозможи целокупната инфраструктура која што ќе изградиме да биде изградена еднаш и да служи на сите. Имаме сериозни проекти за градот Скопје. Булеварот кој што завршува на паркинг кај влада ќе го продолжиме со 2 моста, 2 тунела под Кале и ќе излеземе на улица Никола Карев, ние Скопјани ја знаеме како Пластичарска. Јас ќе бидам градоначалник кој што ги спојува граѓаните, кој што ќе гради мостови. Ќе го продолжиме булеварот Илинденска со мостови, иако лошо го проектирале, таму ќе ставиме или виадукт, или ќе најдеме градежно решение да не ги загрозиме изворите на Лепенец. И тој булевар низ Волково ќе го споиме со булеварот Словенија. Булеварот Словенија преку новиот булевар Босна и Херцеговина, тоа е таму кај Типо, кај Порше, знаете. Околу Железара ќе се спои со Газибаба и со аеродром. Скопјанец од аеродром да излезе кај Ѓорче за 10 минути возејки по булевар. Ова се само дел од проектите кои што ги имаме зацртано во
нашата програма. Погледнете. Не ветуваме празни зборови. Кај нас зборот е збор.